Денеска православната црква ги празнува светиот Артемон епископ Селевкиски, преподобниот Јаков исповедник, свештеномаченикот Партени патријарх Цариградски и спомен на чудото во Печерскиот манастир. Светиот Артемон епископ Селевкиски. Во Селевкија е роден и воспитан. Кога светиот апостол Павле дошол во тој град, го видел Артемона, го утврдил уште повеќе во верата Христова и го поставил за епископ на тој град. Артемон со љубов и ревност управувал со словесното стадо Христово, бил лекар на душите и на телата човечки и се преселил во вечноста во длабока старост. Преподобниот Јаков исповедник пострадал за иконите од царот Лав Ерменецот, бил монах и собрат на Студискиот манастир, па кога великиот Теодор Студит бил во затвор, Јаков го ставиле на големи маки за да се одрече од иконопочитувањето, но тој останал истраен и верен на православието до крај. Претепан и измачен го вратиле назад во манастирот кога лошиот цар Лав лошо го завршил животот. Во манастирот умрел од тешки рани и се преселил меѓу небесните граѓани. Спаси ни, Сине Божи, воскреси
Распни сјаже Христе Боже, смертiju смрт поправи. Един си святија Тројци, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси Свештеномаченикот Партени, патриарх Цариградски, родум од островот Митилена, бил епископ Хиоски подолго време, после бил избран за патриарх, но по лажните доставувања дека работел против државата, турците прво го нуделе да се потурчи, а кога тој тоа решително го одбил, го обесиле во 1657 година. Спомен на чудото во Печерскиот манастир. Двајца другари, Јован и Сергеј, се забратимиле пред иконата на Света Богородица во тој манастир. Јован бил богат човек и имал 5-годишен син Захари. Јован се разболел и пред умирање го препорачал својот син на грижа на Сергеј и му оставил на Сергеј на чување доста сребро и злато со обврска овој тоа да му го врачи на Захари кога ќе порасне. Но кога Захари пораснал, Сергеј одрекол дека нешто примил од умрениот Јован. Тогаш Захари му рекол да се заколне пред онаа иста икона на Пресвета Богородица, пред која што се збратимиле неговиот покоен татко, дека ништо не примил од Јована, па ништо нема ни да му бара. Сергеј се согласил, но кога се заколнал, сакал да пристапи да ја целива иконата, но некоја сила го држела подалеку и не допуштала. Тогаш наеднаш почнал бесно да вика: "Свети отци Антони и Теодоси, не давајте да ме погуби овој немилостив ангел." Тоа демонот го беше нападнал по Божјо допуштање. Потоа ги посочил сите пари што Јован ги оставил. Но кога отвориле, ја нашле таа сума удвоена. Таа сума се удвоила со промислата Божја. Примајќи ги парите, Захари ги дал на манастирот, а самиот тука се подстрижал за монах. Проживеал долго, се удостоил на големи дарови Божји и се преселил мирно во вечноста. Поуки од светите отци. Потребно е да почекате. Бог делува, но тој има свој сопствен ритам. Бог делува трпеливо и природата исто така. Цветот ќе се отвори кога ќе дојде времето. Се менува, но со сосема поинакво темпо од она на кое нашето избезумено општество се навикнало. Оваа трчаница, оваа паника, овој бран што сите нас не прави толку забрзани, воопшто не го допира Бога. Бог не влегува во оваа луда ритмика, тој се движи во ритамот на својата љубов и на своето трпение. Старец Нектарий Виталис. To